Ковид работен ден во подрачното оделение на управата за матични книги во Скопје. Donete lemroni fumejta postali. Në cilin spital është I lindur? Spitalin shtetëror, Nëse është në rregull, domethënë nënshtruaje këtu edhe numrin e letër njoftimi do e shkruash. Në rregull. Djali juaj, fëmija juaj është I lajmëruar domethënë këtu në Shkup. Ju derisa jetoni në Gostivar, ashtu, ne landëm domethënë do e fillojmë këtu do e dërgojmë tek Ministria e Punëve të Brendshme. Atje duhet të I ndajnë numër am fëmijës tuaj. Ajo procedurë domethënë zgjatën 5 ditë punë. Do e merrni certifikatën e lindjes të fëmijës tuaj në Gostivar. Pa. Kudo që tjetë ne jemi të lidhur, domethënë në mënyrë elektronike. Ndash në Vrapçish, ndash në Gostivar, kudo që e keni më afër juve, atje mund ta merrni. Ne jemi këtu për qytetarët. S'ka problem, kaloni mi. Откако еднаш во управата за водење на матичните книги ке се пријави новороденче, венчани или починати луѓе, овие документи со понов датум може да се побараат И онлайн. Ова е депото на подрачното оделение на управата за матичните книги во Скопје. Една по една книгите се скенираат во електронска форма и се враќаат на местото од каде што се земени. Откако ќе се скенира книгата, податоците на граѓаните заведени во неа се достапни во електронска форма. Нема прелистување на книгите, нема оштетување на книгите, си ги чуваме книгите, значи, тие се златни за нас. Освен за службениците, целта е да се олесни процесот на добивање документи за граѓаните. Наместо да доаѓаат на шалтери, секој граѓанин може електронски да поднесе барање на порталот e-portal.uvmk.gov.mk и да наведе како сака да го добие документот. По пошта, во местните матични канцелари или во подрачните оделенија на управата. Моментално што се дојдени, значи се 3 барања. Еве, ќе го отвараме оваа барање сега. Ова е барањето што го поднел, значи. Зашто е? Странката за извод на матична книга на родени. Мајката има поднесено за неговото малолетно дете. Барањето се отвара, го поврзуваме сега барањето, значи, проверуваме податоците, значи, дали се точни. Штом ни се точни, значи, ние гледаме дека е точно и тие податоци ги потврдуваме. Значи, моментон што ќе се потврди ова барање, на странката на граѓанинот му стаса мејл, нотификација дека вашето барање за издавање на извод на родени е обработено, можете да дојдете да го подигнете. Кога по овој пат тргнал млад брачен пар од Скопје, наишол на проблеми. А изводот од матичната книга на венчани им бил итно потребен за да побараат кредит. Не успеавме никако да се најавиме на нивниот систем. Така брачниот пар тргнал пеш по барање за извод на венчани. Од управата остана на моментот дека со едва и можам да кажам убедување ни го дадоа изводот на матична книга на венчани само преку системот кој што го имаат електронски, односно заведено во нивниот систем дека ние, односно јас и мојот сопруг во таа година имаме склучен брак, но книгата не ја видовме и не знаеме дали досега е пронајдена за да може да се потврди дали во изминативе 4 години ние имаме промена на нашата брачна состојба. Од управата уверуваат дека ниту една матична книга не е изгубена. Кога госпоѓата била на шалтер да поднесе барање или кога го поднела своето барање електронски и така ја известиле, можно е да книгата да била во самата просторија каде што биле се сканирале книгите. Можеби таа книга била тука на сканирање. Но тоа не значи дека изводот издаден без да се изврши проверка во книгата. Ние изводите ги издаваме исклучиво по преходно извршена проверка во секоја книга. Настапот на Пецевска доаѓа како замена за интервју со директорот на управата Бујар Дардишта, Кадар Надуи. Процесот на дигитализација е во тек, а го следат низа скандали.
Неделникот Фокус објави дека од 2019 година па наваму за набавките за хардвер, софтвер и дигитализација управата потрошила најмалку 1,5 милиони евра. Од нив, речиси половина милион евра, на тендер добила Новатек ИНВ, компанија која е регистрирана во Централниот регистар само 1 месец пред објавување на огласот и само 3 месеци пред да се склучи договорот за јавна набавка. При тоа, немало никакви критериуми во однос на капацитетот и претходното искуство на фирмата, туку единствено се барало вработените кои ќе ги скенираат матичните книги и ќе внесуваат списи да поседуваат одредени сертификати. Зошто управата спровела тендер за хардвер, софтвер и дигитализација со фирма регистрирана непосредно пред објавување на огласот? За ова прашање би ве замолила ако може да ви одговорите одделението за јавни набавки. Сепак тие се тие надлежни кои што го спроведуваат тендерот и би одговориле во писмена форма ако не е проблем. Одделението за јавни набавки во управата за матични книги не гледа ништо спорно ниту во тендерот што го добила Новатек ИНВ, ниту во другите договори. Овие набавки се во тек на реализација, се уште не се целосно реализирани. Комисијата за јавни набавки нема законска обврска да ги проверува економските оператори кога се регистрирани како правни лица. Согласно Законот за јавни набавки, единствено што се проверува е дали економскиот оператор има издадено негативна референца на електронскиот систем за јавни набавки и документите кои се бараат согласно член 88 од Законот за јавни набавки. Фирмата која доби најголем дел од колачот, Новатек ИНВ, е во собственост на Лирин Фетаи, кој за Фокус рекол дека ги исполнил критериумите, оти имал искусен тим. Освен истражувањето на Фокус, работењето на управата за 2019 година го очешлаши Државниот завод за ревизија. Констатирани се помалку средства во однос на издадени изводи, потоа дека не се водела матична евиденција за изводите по поединечен сериски број, како и неправилности во процесот на јавните набавки. Ревизорите навеле неповолно мислење во однос на вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и се резервирани за усогласеноста на управата со законската регулатива. Ревизорите за 2019 констатирали и кусок од околу 94.000 изводи. Како причина за констатираниот кусок во Скопје од 92.257 изводи и во Ресен од 181 се наведени ненавремено и недоставени рекапитулари за раздолжување од страна на одговорните лица на подрачните одделенија. За кусокот од 1655 изводи во Тетово не е утврдена поединечна одговорност за настанатиот кусок. За кусокот од 300 изводи во Гостивар и 58 изводи во Прилеп задолжено одговорното лице да го надомести приходот. Не се работи за недостаток, туку се работи за подоцно сметководствено книжење на овие изводи и рекапитулари на издадени изводи од страна на сметководителот. Меѓу другото се вели дека не се води материјална евиденција на изводите по поединечен сериски број. Не е точно. Не е точно, за оглед на тоа дека ние изводите ги водиме по секој извод си има, самиот извод доле на изводот си има точен сериски број, дали извод на роден има буквата Р по 7 бројки, буквата В 7 бројки и буквата У ако е извод на обрени, така да не е точна и таа констатација, затоа што сите изводи се водат точно по начинот на издавање на изводи и заверката на изводите е токму по тој број. И го демантираме исто така тој дел од ревизорските извештаи. Значи ова дека ревизорите грешеле? Се случува, се бива. Грешка или сомнежи за незаконско работење е дилема која се обидува да ја расчисти Државната комисија за спречување на корупцијата. Предметот е отворен под опрен глас по истражувањето на неделникот Фокус. Случајот го води антикорупционерот Владимир Георгиев, кој најавува темелна финансиска проверка на процесот на дигитализацијата. Предметот е многу нов, би рекол, скоро го отворивме, меѓутоа, како што спомнавте и вие, генерално ние не застануваме само околу таа конкретна набавка, туку кога отвараме предмети, се обидуваме да го имаме поширока, да добиеме пошироката слика околу постапувањето на соодветната институција. Вклучувајќи, значи, ревизорски извештаи, некои претходни набавки, со цел да добиеме целосна слика на работењето. Така ќе биде и во овој случај. Управата досега успеала електронски да ги поврзе сите 146 матични одделенија ширум државата. Од 8 милиони податоци, досега се скенирани околу 3 милиони. Книгите ги скенираат вработените во фирмите кои ги добиле тендерите, но во простории со скенери на управата за кои не добивме дозвола да ги снимаме.
Целиот процес на дигитализацијата се планира да заврши до крајот на 2022 година.